разговаравме со амбасадорот, еве сега после ова пуштање на бензинската на Лукойл, ние имаме и состанок закажано, кој што е закажан пред 10 на дена, например, заради тоа што имаме редовна комуникација со сите амбасадори, така и со рускиот амбасадор. Руската федерација е пријател на Република Северна Македонија и навистина јас мислам дека и овие пранкови или фейк перформанси кои што се правени, за жал беа имплементирани врз мене, представуваат приватни работи, не се акт од Руска Федерација или од државата која што ни е пријател, и така ги сваќам, така ги коментирам, затоа што не смеат вакви работи да се испречат пред нашите пријателски односи, и секако напредувањето на соработката со Руската Федерација представува една од целите на нашата земја, како што реков, и на економски план, но и на секаков друг план. Јас, како што реков и во моето обраќање пред 2 дена, има многу центри на кои што не е во интерес Република Северна Македонија да стане земја членка на НАТО. Впрочем, тоа се изразува многу често и јасно. И јас ги сваќам и аргументите за одредени такви ставови. Но уште еднаш само повтарам дека друга алтернатива за нашиот народ, освен полноправно членство во НАТО и во Европската унија, секако не постои. Тоа пределба на граѓаните. Некогаш повеќе од 70%, 75%, некогаш повеќе дори од 80%, зависи од кои истражувања се однесува. Така да, секаков вид на центри, дури па и индивидуални интереси, јас верувам дека и одредени поединци не се согласуваат со тоа. За нас НАТО значи партиципација во мир, во стабилност, во безбедност, прво во нашиот регион, во нашата земја, но и достоинствено наше учество во зачувување на мирот во светот, и затоа јавно сме ги коментирали и порано вакви центри и повторно ги потврдуваме. Имаме разбирање за таквите работи, но тоа нема да ги спречи нашите аспирации до постигањето на таа цел, која што се надевам дека до крајот на годината е достижна, односно во декември да ја исполниме. Русија не сака Република Северна Македонија да биде членка на НАТО, и тоа го кажува. Не заради нас. Тие се против проширувањето на НАТО. Заради тоа што во минатото имало разговори помеѓу НАТО и Руската Федерација, согласно она што го имам читано од изјавите од министерот за надворешни работи Лавров, но и од центрите за комуникација на Руската Федерација, принципиелен е нивниот став, и јас го сваќам. Ние сме мала земја, сакаме да бидеме пријатели со сите, сакаме да одиме кон НАТО, а при тоа да го задржиме пријателството, дури и со оние земји кои што се против проширувањето на НАТО. Но уште еднаш напоменувам, наша намера не е непријателство према Руската Федерација или према било која друга земја со тоа што ќе станеме членка на НАТО. Јас верувам дека на тој начин само ќе го одржиме мирот во Република Северна Македонија, во целиот регион, а и секако убаво е чувството и на нашите војници, и на нашата армија, но и на нас како граѓани, кога учествуваме во одржување на мирот. Еве, порано во Авганистан сме учествувале во мисиите во Босна и Херцеговина, сега Генералштабот донесе одлука која што на влада ќе потврдиме исто така за учество во Сирија, во мировна мисија, после целиот овој дел на миграции што се случува и таму разорнувањето кој што се случи на Сирија, така да нашите аспирации се токму во тој правец.